Добар ден, почитувани гледачи, и добро дојдовте на нашиот YouTube канал. Тема на денешната емисија е енергетската криза и решение за излез од истата. И за таа цел гостин на нашиот канал е професор доктор Константин Димитров. Добар ден. Добар ден, баш ми е драго што ќе дискутираме за тема која што е навистина во даден момент многу современа. Драго ми е што ќе зборуваме, не ми е драго што мораме да зборуваме дека е криза, а не да зборуваме за достигнувањата кои што се направени во секторот на енергетика. А ние зборуваме за проблемите и тоа тогаш кога се појавија, кои ќе не удрат како домакинства по джебот и кога ќе срушат планирањата на Македонија, незиниот биланс, кој што го предвидува за некои други капитални објекти, овде ќе мора да ги вложи во покривање на трошоци за купување енергија. Да, тоа така изгледа. Ресурсите финансиски се трошат залудно, со кратко збор. Кога енергетската криза ја зафати ЕУ, енергетскиот аналитичар Јоханес Бенигни, кој е председател на JBC Energy, во интервјуто на CNBC на 12 октомври 2021 ќе каже: Европскиот обид за намалување на зависноста од фосилни горива е менаџиран со криза, а високите цени на енергетиката ќе би можеле да се задржат и до 2025 година. За подсетување, енергетската политика на ЕУ во последно време е да се иде со затварање на термоцентралите на јаглен, а во Германија додатно се затворија неколку нуклеарни централи, а во исто време лани се појави недостаток на ветар, кој негативно влијаеше на ветерните генератори на енергија, така што за да се балансира енергетиката во Европската Унија, термоцентралите на газ го зголемија производството и потрошувачката на газ. Ова се продолжи преку летото и имавме неможност на складирање на газот во складиштата во Европа, така да кога дојде октомври, ноември, кога почна домакинствата да се греат на газ, имавме енормен скок на цената на газ и зголемување на побарувачката на газ. Така што цената дојде до едно астрономско ниво, а сето тоа кај нас се преслика со тоа што спрема регулаторната комисија за 2020 година, околу 33% од потрошувачката на газот, на струја, е од увоз. И оваа ситуација не е нова. За 2008 година регулаторната комисија констатира дека 22% од потрошената струја во државата се увезува. Кокан, дали Македонија можеше да избегне оваа криза и која е состојбата со снабдување на електрична енергија во моментов? Дали може нешто, зависи од повеќе услови, секогаш, но дека секогаш може да се ублажат негативните ефекти од некакви светски поместувања, бидејќи треба да не биде јасно, ова е еден голем судар меѓу исток и запад, дека геостратешките политики, јас велам дека се во војна, исток и запад, економска, политичка, не е тоа веќе надпревар, него е немилосрдна војна, која што во овој момент се прекршува во Европа, а ние бидејќи сме насочени само кон едната страна, велиме единствена алтернатива за нас е Европската Унија, и второ, станавме, ја би го рекол, преку трупа со голема жртва, да жртвуваш име, идентитет и се друго, да се откажеш само да станеш членка на НАТО, при тоа, навистина да не добиеш оно што најмногу го посакувавме, да почнеме преговори со Европска заедница, сега мораме да следиме партнерство со НАТО, а тоа значи да бидеме на некој начин прибрзов и да ги следиме нивните политики.
побогатите земји полесно ќе ги поднесат овие удари енергетски и можат многу побезболно да помогнат на граѓаните да не го почувствуваат тој, да кажам, шок кој што се очекуваше. Не е дека не е очекуван. Кога они веќе имаат проблеми за нас, како сиромашни и мали, тој може да кажеме дека се отцртува неколку пати посилно, арно се постави пред дали можевме да го спречиме. Да, можевме да го ублажиме, да го сведеме на подносливо мерка. Не го направивме. Во последните децении во Македонија енергетиката е, јас на шега велам, последна дупка на свирклата, кога не се стасува до неа. Секогаш има некакви си други приоритети, кои што владите во Македонија си ги поставуваат, а па тоа е евидентно последниве 4-5 години со последната влада на СДСМ, која што ја замени владата од ВМРО од претходната деценија. Во овие последни години драматично се влоши финансиската состојба на двата носители на енергетската програма, на столбот за енергетика во Македонија, се мисли тука Електростопанство на Македонија, ЕСМ, и МЕПС. Тие се две државни компании во 100% собственост на државата, кои што пред 5 години беа богати фирми, кои што помага, беа мецени во култура, во спорт, во туризам, па дури и во здравство, кога имаше потреба за некакви големи вложувања за поедини деца да се лекува. Овие две големи државни компании денеска се загубари, каде што државата, тоест владата, од буџетот им доделува средства да живеат, да функционираат. Нашиве две организации вакви, МЕПСО и ЕСМ, Електростопанство на Македонија, не водеат правилна политика и од една претходно воспоставена структура за производство на енергија, која што ако ги собереме термоцентрали, хидроцентрали, централи на ветерна енергија, па и некое процентуално производство на енергија од сончеви колектори, во Македонија има негде како капацитет околу, да кажеме, 2000 мегавати инсталирани. И се доведовме заради незнаење, лоша политика, корумпираност во сделки што се прават околу рек Битола, да се сведеме на производство кое што денеска во Македонија не надминува околу, да кажеме, 600 мегават сати на сат од 2000 можеме. Потребата во Македонија просечно е на ниво на часов од меѓу 900 и 1200 мегават сати, а нашето производство е сведено на 600 и 700 мегават сати. Сега причината за тоа е во термоцентралите имаме релативно застарајни постројки, но со правилно одржување тие можат, ако некој има капацитет од 220 мегавати по единица блок, да работи барем со 200, за 10% да му се намали капацитетот со правилно одржување. Не се постигната, гледаме дека на неколку дена се расипуваат постројките и мора да се одржават интервентно одржување, наместо на капитално, кога ќе го на 2-3 години еднашка, барем си мирен 2 години дека нема на 2-3 дена да се расипе. Вториот чувствителен проблем. Тие централи, термоцентрали работат на јаглен. Не превземаа мерки да обезбедат суровина да работат овие термоцентрали. Значи, да се нема осет, чувство, за да можеш да произведеш собствена енергија, кои се потребни елементи. Потребно ти е гориво и да обезбедиш постројка што ќе работи. Во хидроенергијата, па направија една неразумен потез пред 2 години,
во летен период, заради постигнување политички ефекти, поени, предизбори, водата од сите ресурси, вештачки езера во Македонија, ја потрошија во летниот период, ја продадоа за многу ситни пари на берза и сега кога ни треба, ја мислам дека тоа околу 20 до 30 евра беше мегават саат што ја продадоа, дека тука. А денеска купуваме електрична енергија по 300 евра мегават саат, а некогаш и поскапо во оние моменти кога се барава. Значи, ако имаше разумна политика, ако се направеше аналитика, се преземеа потребни мерки, во Македонија можеше да се произведе доволна количина на електрична енергија, да не мора да се увезува електрична енергија и да не мора да се купува сега јаглен за да може да работат нашите термоцентрали. Лоша политика. Што е лоша политика. А исто така, оваа лоша политика е години наназад, а инсталираниот капацитет што го имаме не е доволно да ги задоволи потребите. Само за споредба, спрема Државниот завод за статистика и националниот годишник, од 2013 до 2018 просечните инвестиции во енергетиката беа околу 97 милиони евра, што е релативно малку, а поголемиот дел се инвестира во капацитети за трансмисија на енергетиката и поврзување со нашите соседи, него генерирање на истите и диверсификација на потенцијалниот капацитет за генерирање струја. Точно сте го согледале тоа дека се вложија сите средства кои што као беа предвидени во секторот енергетика, а по потреба и се прелева после за други потреби. За COVID, ако треба мерки и тие пак дел отидоа, што е пак сепак приоритет здравието на граѓаните дел од тие средства, но се градеа високонапонски преносни системи во Македонија за дополнително поврзување, а тоа служеше како еден автопат кој што поврзува север и југ, да се пренесе електрична енергија од европскиот пазар кон нашиот јужен сосед Грција. Тоа е таа врската. И преку Бугарија, и преку Србија, на тој начин ние направивме многу добри автопати, за да протрча низ Македонија нешто. Имаме ние некоја ситна добивка, патарина во електричната енергија што ја наплатува МЕПСО, но како што после слушнавме, дека годишниот приход кој што МЕПСО го остварува со тоа, не беше доволен, веројатно, или беше доволен за еден месец, што без прашање превзема електрична енергија од електропреносниот европски систем, кој што е дури нешто поскапа и кој што служи за балансирање во случај на непредвидени хавари. Значи, еве како што гледаме. И ако се види, има дури една историја. Во последните 7-8 години, интензивно сега, постепено се смалува производството на електрична енергија од собствените извори и се зголемува процентот на увезена, купена енергија електрична. Па зарем тоа не е доволен сигнал ако некој во владата прави аналитика дека постројките не му се во добра кондиција да ги задоволат потребите на потрошувачката. Ако ти не произведуваш од дневната потрошувачка 50 до 60%, што е толку, а има, значи е само една четвртина од капацитетот што го имаш градено, и нема тука, значи политиката за инвестирање во енергетиката, ја би рекол, не постои, не размислуваат, нити за дополнително јаглен наоѓање, нити за изградба на нови производители на електрична енергија, претежно тука мислам на гасните термоцентрали со когенеративен систем. И се размислува, се фалиме со некои ситни вложувања во обновливи извори. Да, токму така. Две работи тука
одскокнуваат што ги зборите. Првата е дека во нашата национална стратегија за инвестиции и развој на енергетиката немаме цел да бидеме енергетски независни. Тоа не е едно од целите. Кој е ваше мислење околу таа точка? Се согласувам дека страшно е, ја веќе реагирав јавно на 2 пати, но веројатно сега би рекле од владата, од ковидов не изгубиле вкус, не изгубиле мирис, ама изгубиле слух да слушнат што зборуваме во енергетиката, кај треба да се вложува. Тука е дека е недозволиво да се промовира и да се настојува, да се инвестира 300 милиона во Грција во изградба на енергетски постројки, наместо тоа да се инвестира во Македонија. Ако спомнеме и тоа дека во државата се вложува пари за промоција преку за изградба на обновливи извори на енергија, мислам дека и тука начинот на кој што сакаме да исполниме некои обврски кон енергетската заедница не е правилен. Владата си има некои своји посебни интереси и ги стимулира големите производители наместо да прави диверзификација и да помогне на помалите производители, така наречени просјумери. Токму така, со секаков вложен капацитет во големите енергетски капацитети во обновливи извори енергија, ветер или сончева енергија, има тарифник кој владата се обврзува да го субвенционира производителот, така да овие неколку капацитети што беа промовирани од страна на владата, ветерниот парк и сончевиот парк, по се изгледа дека скапо ќе не кошта и во една завиена форма немавме ни информација колку сето тоа ќе кошта за нас. Има определен процент, околу 3-4% влијае на цената, на што ја плаќаат граѓаните за тие обновливи извори, за претходно стимулирана изградба на сончеви централи и биомаса и мали хидроцентрали, која што на некој начин обезбедува се уште еден мал прилив на електрична енергија во државата, ама гледате стимулира кај нив. И сега е веќе и за поголемите имаме онија определена премија за тие што ќе инвестират. Според мене лично мислам дека е тоа неверојатно погрешна политика, затоа што државата ако стимулира кај големи инвеститори, кај што му ја дава земјата, му ја дава на 30-40 години користење, а сега секојаш кога со некого преш таков договор во Македонија одма помислуваме и на некаква корупција дека постои при тоа, а се потврдува дека има такви работи, и вие давате на еден приватник да ја окупира, да затвори земјата со ветерна централа повеќе хектари, кој што утре треба може да биде производство на храна, а таа електрична енергија не останува кај нас, таа се продава на пазар. Не помага на енергетскиот биланс, никого не вработува од Македонија, за тие постројки не треба голема вработеност. Опремата се купува од надвор. Не учествува македонската индустрија производство во ништо. Дури што велиме и бетонот кој се купува од надвор го поставуваат, нема ништо од кај нас. Ни се зима земјата и се вложува надвор. Јас пак велам тоа определено поробување на посиромашните, бидејќи нивната технологија од запад ни ја продаваат за скапи пари, бидејќи не може да извезат во Кина или во Индија, сега они сами си прават, начекав дека ни продаваат това, ние плаќаме, купуваме и плаќаме скапа електрична енергија. Зошто државата не даде субвенции на малите потрошувачи и производители, тоа е домаќинствата? Правилникот за користење на тоа е неповолен за малите производители и потрошувачи, веќе им измислија ново име просјумер, продюсер, консјумер, просјумер. А што е суштината? Наместо да дадат на граѓаните
50% од инвестицијата, да се намали увозот на електрична енергија, да се помогне на граѓаните во нивниот буџет, помогу да платат за електрична енергија, да се подобри квалитетот на напонот во дистрибутивната мрежа, кој што сега кај крајните потрошувачи е негде на ниво 180 волти, а треба да биде 220, и од ништо од тоа нема. А вториот потез, ако сакаме и заштита на животна средина, тоа да се комбинира на домаќинствата кои што денес се загреваат со дрво. Дрвото е као биомаса, обновлив извор на енергија, но во градски услови кога се согорува е и неверојатен загадувач на локално ниво. Има емисија на штетни канцерогени материи при согорување на дрвото. Не е баш толку чисто зелено колку што ние си мислиме. И наместо сега да се промовира во пакет, да се купуваат така наречените клими, инвертори, малите топлински пумпи кои што се 3, 4, 5 киловати, во комбинација со сончеви колектори, и одеднаш во градовите кај што е зголемена густина се смалува емисија на штетни материи, се подобрува на домаќинството, буџетот. Државата не мора да купува скапа енергија помалку, бидејќи домаќинствата помалку ќе трошат за грејење и за другите потреби од електрична енергија, и добиваме победничка варијанта. Да, ама државата не може да наплатува ДДВ, кој што инаку им го наплатува на граѓаните при купување електрична енергија, што произведуваат големите производители. Да, многу интересно. Освен овие решенија што ги сега спомнавте, кои се вашите други предлог решенија за излез од сегашнава енергетска криза? Бидејќи немаме јаглен, мораме да го увезуваме. Застарени се нашите системи, а сепак наша цел е да изградиме одржлив развој на општество кое што во следните 30-40 години ќе биде општество кое што нема да троши фосилни горива за да ја загадува околината. Значи, тоа е нашата стратегиска цел и намера. Но во тој период на транзиција не може да стасате ако само инвестирате во обновливи извори, него морате да произведувате базна енергија. Полека ќе се затвараат централите на јаглен, од повеќе причини, немаме време да објасниме зошто, но можеме во исто време да градиме, мораме централи на природен газ, кои ќе бидат когенеративни. Веројатно, вашите гледачи треба да знаат дека моментално на ниво на Европска заедница има поднесено барање производството на електрична енергија од когенеративните постројки да се прифати како зелена енергија. Да. Паралелно со нуклеарните постројки. Паралелно со тоа, тоа е нешто ново. Тоа е ново што се бара, вика не загадува толку многу ова природниот газ по когенеративни постројки, а нуклеарната не загадува во однос на CO2 глобално загадување, а тоа дека отпадот од горивото, они ќе си го превземат, ќе го складират кај тој што ти го продава. И има дури такви мали постројки нуклеарни, кои што се така наречени модуларен тип, можете да си ги купувате како парченца Лего и да си ги комбинирате како ви треба. Дали ви треба 200, 500, 1500 мегавати, се купите повеќе парчиња, ги складирате, составите и имате полесно купување и обезбедување на енергија од нуклеарни постројки кои што работат побезбедно од претходните технологии. Да. Во нашиот случај, кога се работи за изградба на гасни централи, стратегијата предвидува Стратегијата за енергетски развој до 2040 година предвидува изградба на 2 гасни централи во Битола со тотален капацитет од 450 мегавати. Како и да е, доводот, сегашниот довод кој е искористен од прилика 50%,
не е доволно или пак не е доволен за развој на гасификацијата и за гасни централи, и во таа смисла владата се обврза да изгради гасен прстен од Грција. Што мислите вие за развојот на гасната мрежа, како дали тој треба да се одвива север-југ и дали исто така Македонија треба да се приклучи кон турскиот ток кој имаше своји бенефиции кон потрошувачите кои се приклучија на истиот? Добро, тоа е едно болно прашање, пак е подложено на геостратешката политика и војната меѓу исток и запад. Да. И од таа причина, кога тој јужен поток, кој што потоа се пренасочи и беше спречен да оди преку Бугарија, тоа беше американска политика, да не влезе таму, помогна европските држави, особено Германија, која што немаше интерес финансиски гасот да дојде преку Бугарија до Австрија, кај што е центарот за распределба на гасот низ европските земји, така наречен газ хуб или како ќе кажеме, и они си почна своја политика да изградат вториот ток, Северен ток 2, за снабдување со природен газ од Русија, заобиколувајќи ги Украина, Полска, директно до Кајнев, и да го продаваат тој газ на останатите членки на Европска заедница. Бизнес тука прагматично се навлегува, не ми е гајле за Бугарија, битно ја да го донесам, и да ми е гајле за Австрија, битно ја да имам средства и да продавам. Тој добро си го направија, но русите сакаат да после тој, да го кажеме, јужен ток отидо кон турски ток. Да. Тој стаса до границата, дојде до Истанбул, они размислува да направат паралелна линија со така наречениот ТАП, Trans-Adriatic Pipeline. Тој е веќе оформен и мине над Солун во Албанија и од Албанија оди кон Италија да снабдува јужниот дел на Италија со природен газ. Од таа причина ние како Македонија, уште на времето со ВМРО потпишан меморандум за купување, за право за купување газ од тој извор кој што се наоѓа у Касписко море и мислам уште тогаш го говори. Дополнително после и оваа влада направи уште еден меморандум за приклучување на тој така на ТАП, да го кратко да го кажеме, гасовод, да се приклучиме и да имаме право да купуваме. Ниф им одговара да продаде, да има муштери. Направили се веќе, колку што знам, проектна документација, верувам дека се издвоени веќе средства, нормално заем, за да се изгради гасификацијска мрежа која што од ТАП, кој што поминува на север од Солун и негде кај Гевгелија, да се приклучи веќе на нашиот преносен систем, кој што поминува веќе негдека покрај Неготино, Вртина кај Битола, тука може да се вклучи. На таков начин Македонија ќе има можност да се снабдува од два извора, од две мрежи, едната од ТАП, а другата од оној балканскиот регионален гасовод, кој што водеше од Русија преку Украина, Молдова, Бугарија до Турција. Сега тој е пресечен кон Украина, ама може и реверзибилно од турски ток во истиот овој цевково доаѓа назад. Газот кој што ние сега се снабдуваме преку Ќустендел, Крива Паланка и во Македонија имаме газ, од која што од тие 800 милиони кубни метра користиме нека 400 или 450 милиони, нема кај нас кој да го користи. Зборува, значи и економијата наша е релативно слабена и дека нема кондиција да превземе доволно количина енергија. Едно со друго е врзано. Апсолутно. Во меѓувреме, додека таа трае транзиција, дали предлагате отварање на нови скопини за јаглен и ангажирање на термоцентралата во Битола? Термоцентралата во Битола може да работи само ако има јаглен. Да се купува е неразумно. Информацијата е дека околу 100 милиони треба да се отвори рудникот Живојна. И таму има
според геолошките истражувања, тоа е категорија А, експлоатабилни количини на јаглен, кој што може да обезбеди 20 години работа дополнително на електраните. Од 20 и тоа нека почне 25-та, имаме значи до 45-та година може да се снабдува со енергија од електраните во Битола, кој што по исто време таму се развива и проектот комбинирано производство од РЕК Битола, да се грее Битола со топлинска енергија, топлификацијски систем. Ето денешка добро решение. Но паралелно итно мора да се изградат 3-4 и помали гасни комбинирани постројки. Пред 5 години имаше таква студија, мислам дека тогаш се викаше Елем, баш тогаш беше директор, сега што е председател на ВМРО, колегата професорот Христијан Мицкоски, директор на Елем, и они имаат студија направено, која што направија хрватска компанија, да се отворат 3 централи, едната да биде по потезот меѓу Тетово Гостивар, едната на кај Штип, едната дали на кај Беле, Скопје, но може повеќе. По 100 мегавати со тие пари наместо во Грција, одеднаш ќе се обезбеди работа за македонски компании за нивна изградба, ќе се обезбеди вработување на оној потенцијал кој што ќе остане без работа во Осломи, кој што ќе мора да се затвори когаш, а може тоа и многу брзо да биде. Потоа мора да се мисли дека таму ќе се вработат млади инженери, кои што инаку би отишли у странство, не би останале овдека да работат. И гледате како тоа е врзано едно со друго. Вложување во сопствена енергетика ве прави да бидете суверени. И некој го нарушуваме суверенитетот ако немаме сопствени извори на енергија. Обновливите извори не може сами. Мора да имаат мора да имаат покритие со некои извори кои што ќе го вклучиш кога нема ветер и кога нема сонце. Това се гасните централи и евентуално што со години го зборуваме, или барем еве ја, слуша некој колеги изградба на Чебрен, Галиште, ревизибилна централа, која што кога има вишак на енергија, ја пумпа водата на горе во езерото, кога има помалку, пак ја користи, го врти кругот, водност кога нема, кога има. Ете, това е правото решение за следните 10 години во Македонија. А денес и утре ќе плаќаме скапа енергија, бидејќи не сме мислеле пред 10 години ова да си го реши. Благодарам Кокан, на многу интересни решенија и констатации ги дадовте. Јас да ви се заблагодарам за што сте гостин на нашиот канал и ви пожелувам све најубаво.